Премиерот Христијан Мицкоски денеска соопшти дека мерката за самовработување останува една од најуспешните програми во државата, истакнувајќи дека граѓаните добиваат вистинска шанса да започнат сопствен бизнис и да ја преземат иднината во своји раце. Тој откри дека годинава пристигнале над 6.000 апликации, најмногу досега, што, според него, покажува дека постои силна желба, знаење и самодоверба кај идните претприемачи. Мицкоски нагласи дека државата обезбедува рекордна финансиска поддршка, а со денешното потпишување договори, како што рече, се отвора нова енергија во економијата, нови работни места и нови успешни приказни. Нашата задача е да ги отвориме вратите и да создадеме фер и стабилна економска средина, порача премиерот. Одбраната на дел од обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани денеска реагираше дека не го добиле изменетото и интегрирано обвинение, иако треба да дадат воведни зборови. Адвокатите истакнаа дека доказната документација е несредена и побараа судот да им ги достави сите материјали. Судиката Дијана Груевска-Илиевска возврати дека судот смета оти сите странки го имаат обвинението, но призна дека дел од обвинетите не го добиле, па најави дека денес и утре ќе им биде лично доставено. За да не се одложува постапката, судењето продолжи со изјаснување за оштетните побарувања. Процесот за трагедијата во која загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени, продолжува со произнесување на вина и воведни зборови на одбраната. Гувернерот Трајко Славески на конференција истакна дека климатските промени се повеќе влијаат врз економиите и финансиските системи, поради што Народната банка веќе ги интегрира климатските ризици во своите аналитички и супервизорски алатки. Тој соопшти дека се завршува имплементацијата на мерките од среднорочниот план 2023-2025, дека банките веќе добиле насоки за управување со климатски ризици, а овие ризици се вградени и во регулативата за кредитен ризик и обелоденување податоци. Народната банка објавува и зелени показатели, а истражувањето со Европската инвестициска банка покажало дека само 5% од компаниите имаат план за справување со климатски ризици. Славески предупреди дека задоцнетата акција може да ги зголеми глобалните трошоци двојно до 2030 година и нагласи дека е неопходна посилна соработка меѓу државите, меѓународните институции и приватниот сектор за одржлив економски развој. По налог на обвинителството, полицијата денеска спроведе претреси во Скопје, Куманово и Тетово поради сомнежи за злоупотреби со државните стокови резерви. 5 лица, меѓу кои и поранешен заменик министер за земјоделство, се осомничени дека во 2021 и 2022 година незаконски овозможиле отпис на 1500 тони пченица и 500 тони јачмен од резервите, со што го оштетиле буџетот за околу 780.000 евра. Акцијата ја води одделот за спречување организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи, во координација со основното јавно обвинителство Скопје, а опфатени се службени лица од Агенцијата за стокови резерви, Агроберза и Министерството за земјоделство. Осомничени се раководители во агенцијата, поранешниот директор, едно вешто лице и поранешниот заменик министер за кривичното дело злоупотреба на службена положба. Нивото на водата во Охридското езеро денеска достигна 693.39 метри надморска височина, односно 10 сантиметри над просекот за ноември. Зголемувањето се должи на обилните врнежи во изминатите денови кои го стабилизираа водостојот. Само пред 10 дена езерото било 10 сантиметри под месечниот просек, што го прави растот уште повпечатлив. Температурата на водата денеска е 13 степени Целзиусови, речиси идентична со ноемврискиот просек од 12,9 степени. Рафинеријата за нафта во Панчево, единствената во Србија, го запре производството и работи во така наречена топла циркулација. Ова се случува на 48-миот ден од санкциите на САД кон српската нафтена индустрија, додека Белград се уште чека нова лиценца за низ од Вашингтон. Поради ситуацијата, претседателот Александар Вучич се обрати до јавноста, предупредувајќи дека Србија има уште 4 дена до целосен стоп ако не пристигне одобрение. Според него, санкциите се последица на одлуката Србија да не воведе мерки против Русија. Вучич оцени дека без лиценца може да се загрози снабдувањето со гориво, здравствениот систем, малопродажните синџири и дури производството на електрична енергија. Тој проценува дека 60% има шанси САД да ја одбијат и 40% да ја одобрат лиценцата, апелирајќи Вашингтон да донесе позитивна одлука. Првиот пациент од Србија со малиген меланом деновиве ќе ја прими новоодобрената руска персонализирана МРНА вакцина против рак, потврди професор Владимир Јаковљевиќ од Медицинскиот факултет во Крагуевац. Пациентот веќе заминал за Москва, каде што ќе се спроведе терапијата. Вакцината е целосно персонализирана, се создава за секој пациент поединечно по анализа на туморското ткиво и со примена на алгоритми со вештачка интелигенција. Терапијата се состои од 10 дози во период од 5 месеци и има цел силно активирање на имунолошкиот систем за уништување на малигните клетки. Критериумите за влез во програмата се многу строги и се применуваат само кај пациенти кои ги исцрпиле сите стандардни терапии.
Србија е меѓу првите земји чии пациенти се испраќаат на ваков третман. Руското Министерство за здравство неодамна даде зелено светло за клиничка употреба на новите mRNA и пептидни вакцини, но научниците допрва ќе оценуваат нивната целосна ефикасност и безбедност. Молдавија утрово се соочи со сериозно нарушување на воздушниот простор, откако 6 неовластени дронови влегоа над територијата на државата, веднаш по нов масовен руски напад врз Украина. Првиот дрон бил забележан на правецот Виноградовка, Вулканешти и се движел кон границата со Романија. Набрзо потоа, уште 5 летелки биле регистрирани над неколку региони, меѓу кои Дондушени, Орхеј, Бендер и Флорешт. Ситуацијата се заостри кога еден дрон се урнал врз куќа во селото Кухурешти и Дежос, жителите беа евакуирани, а областа изолирана додека техничко-експлозивните тимови работат на терен. Властите апелираат граѓаните да пријавуваат сомнителни предмети и предупредуваат дека урнатиот дрон можеби бил мамец, со цел да се пробијат одбранбените системи. Инцидентот ја зголемува загриженоста во регионот, кој веќе се соочува со чести нарушувања на воздушниот простор поради војната во Украина. САД утрово официјално го означија венецуелскиот картел де Лос Солес како странска терористичка организација, тврдејќи дека групата е водена од председателот Николас Мадуро и други високи функционери. Овој потек носи нов пакет санкции и доаѓа по повеќемесечни американски операции против бродови осомничени за трговија со дрога покрај Венецуела и Латинска Америка. Вашингтон ја обвинува мрежата за соработка со озлогласената банда Трен де Арагва и за шверц на наркотици кон САД. Венецуелската влада жестоко реагираше, нарекувајќи ја одлуката смешна измислица и обвинувајќи дека САД бараат промена на режимот за да ги контролираат богатите ресурси на земјата, особено нафтата. Американските власти пак велат дека означувањето отвора цел спектар нови опции за дејствување, во период кога военото присуство на САД во Карибите е засилено и растат стравувањата за нова ескалација. Речиси на секој чекор во македонските градови, од пекари и аптеки до основни и средни училишта, никнуваат нови обложувалници, казина и автомат клубови. Индустријата за игри на среќа во последната деценија експлодира, носејќи десетици милиони евра во буџетот. Но паралелно со профитот расте изложеноста на граѓаните, особено младите, на ризици од зависност. Сручњаците предупредуваат дека генерацијата од 15 до 25 години е најранлива. Брзата достапност, агресивното рекламирање и онлайн платформите што функционираат со само неколку клика создаваат идеална средина за развој на зависност. Клиниката за психијатрија веќе отвори посебен центар за третман на зависности, поради значителниот пораст на пациенти, особено во периодот на пандемијата. Докторите предупредуваат дека коцкарската зависност носи здравствени, психолошки и економски последици, а најмногу страдаат младите и нивните семејства. Истражувањата дополнително алармираат. Над 70% млади признале дека играле игри на среќа, а речиси 18% се чувствуваат зависни. Речиси никој не забележал предупредувања или информации за места каде може да се побара помош. Иако во последните години државата блокира дел од нелегалните онлайн платформи, Македонија се уште нема системска стратегија, ниту во образованието, ниту во превенцијата. Коцкањето не е само личен проблем, тоа е симптом на државен неуспех. Додека профитот е приоритет, младите остануваат незаштитени, изложени на порок што се шири побрзо од регулацијата. Македонија и понатаму реагира доцна и парцијално, оставајќи цела генерација на милост и немилост на индустрија која секојдневно расте. За крај, го посетивме профилот на една наша тиктокерка која умешно ги имитира препознатливите гласови од казината и претплатничките оператори. Обложувањето заврши. Ви текнува на ова, така? Океј, на неколку видеа ми пишавте дека во некој казина сте ме слушнале на рулет. Дали може да ми помогнете и да ми пишете во коментари во кој казина и каде сте ме слушале? Сакам да направам едно интересно видео.